Почитувани дами и господа, најпрвен ќе ви раскажам една кратка сторија. Еден министер за надворешни работи на една наша јужна соседка изјави вака: сакајќи да го реши македонскиот проблем, грчки македонец, бугарски македонец и славо македонец или нешто слично. Деновиве се врати еден пријател од Солун, возејќи се со такси го прашале од каде си. Тој му кажал од Македонија. Таксисот му одговорил: па и ние сме од Македонија. Вие сте словенски македонци, ние сме грчки македонци. И веројатно најконтраверзното име, најконтраверзниот народ и едно од најстарите имиња во Европа е македонска. И затоа денеска ги поканивме овие 5 еминентни луѓе кои по возобновувањето на македонската држава почнаа да пишуваат за македонската вистина. Јас сум Тихомир Стојановски, организатор на манифестацијата Минно-Ugrinovska е културниот центар Скрби Утека, а наши вечерашни гости на трибината македонците од Древнина до денеска се професорот Ташко Белчев, господинот Васил Видов, доктор Душко Алексовски, доктор Ристо Ивановски и господинот Симе Пандовски. Ги поканувам еден по еден накратко да ни раскажат само еден мал дел од она до што како факти и како историска приказна и вистина се дојдени, а потоа ќе можете да поставувате прашања и да разговараме на таа тема. Добро, штом сум ја заглавниот, ќе станам просто, ако дозволите. И притесете. Вчера имавме промоција на книгата Македонија, центар или поточно епицентар на теогонијата. Теогонија тоа е наука, дисциплина, филозофска, се разбира, христијанска, можете да речете политеистичка, како сакате, така, наука за постанокот на боговите. Нашата древномакедонско минато е запишано од се од грците, така, и благодарение на грците и конкретно на Хомер и на Хесиод со приказните, Хомер со Илијада и Одисеј. Треба да знаете дека старогрчкиот јазик, литературниот мислам, книжевниот, старите грци имаат еден златен век, тоа е 6 и 5 пред нашата ера. 600 и 500 години пред нашата ера. Додека тематиката што јас ја работам не е 500 и 600 години пред нашата ера, туку е најмалку 7.000 години, т.е. 7 милениуми пред нашата ера. Моите книги, 4 на број, дај ми ја таа чантата, момче. Благодарам.
почнуваат со првата која беше 93-та издадена, тоа е Сонцето на Вергина. Втората книга е капата со која ги одликуваше Александар Македонски своите јунаци, хероите. Отприлика златната истата оваа звезда. Третата, тоа е Дзеус, и четвртата Дзеус и Европа. Да, јас го имам првиот примерок, малку по-инако изгледа, тоа е црвена малку. Првата книга е еден вид вовет во мојата тематика. Јас уште како студент во Варшавскиот универзитет почнав да се интересирам за некои работи што тамо ги игнорира. Викаа дека тоа беше период на романтизмот и дека романтизмот тоа значи летање во облаците. За мене тоа не беше така, бидејќи еден Мицкевич, водач на полскиот романтизам, беше истовремено и редовен професор во Колеж де Франс и предаваше славистика. Тој тврдише дека, како што гледате господа, до денес во Грција се зборува словенски. Се разбира, тој го идентифицираше словенскиот јазик со јазикот на венетите, со јазикот на етрурците, со јазикот на пелазгите, виндите и, што е најважно, антите. Бидејќи до денес го имаме името онија Атика, така, а тоа е Атика, и богињата што Зеус ја роди без Хера од главата, така, ја стави како божица на антите, бидејќи тие беа најборбеното племе. И затоа во сите илустрации Атина така е со копие, штит и железна калка. А на штитот има змија. Дали отровна или не, главно дека таа е символ кој нешто значи во врска со нашата древно-македонска митологија. Уште старите грци го обвинуваат Хомер дека тој им измислил богови на грците и затоа грците се претоварени со туги имиња, варварски, тоест луѓето што не го зборувале составениот од Хомер и Хезиод литературен грчки јазик, кој покасно ќе стане за време на Александар, кини глоса, кајне или кејне, како сакате, тоа е дифтон, така, кој се разбира не е оштеден од македонската митологија, бидејќи источните народи почнуваат да веруват дека Александар Трети не е син на Филип, туку син на Дзеус. Што значи предпоследното чедо, пред да се роди Иисус од Назарет, царот на јудеите. Како што гледате, и политеизмот, и монотеизмот, корените ги има во Македонија. Во првата моја книга јас давам еден
пример дека венетите не беа само на Балканот, туку тие почнувајќи од денешна Индија, па едните преку океанот што дојдоа, тие ќе бидат пелазгите, луѓето кои што дојдоа преку море, а другите ќе бидат венетите што дојдоа преку континентално, преку суво. Да. Топонимијата е така зачудувачки зачудувачки совпаѓа со боговите на Олимп, така, што кај мене отвори едно поле, навистина за прв пат во мојот живот, колку немав прочитано, бидејќи јас де факто почнав со новинарство и завршив со славистика. Така, и тука беа сите оние изненадувања. Минавме низ 3 цивилизации. Тоа е првата цивилизација што сношти ја имавме тука. Древно македонската, неисториска, воглавно со неја се занимава. Базиран врз основа на пишениот збор што е останало. Било на надгробни плочи, така, а нив ги има над 100 во првата книга, така, било во топонимијата, што ја има над 35.000 топонимски единици, се разбира заедно со микротопонимијата или атарската топонимија, и третата книга веќе почнувам полемика со сите оние кои од нашата Македонија направија провинција на Грција, така северните делови, тие постојано го минува името то Македонија, то Северна Грција. Така, и се што се случило таму, се разбира, луѓето си го присвоиле. Мојата должност беше да ги разобличам сите што се зафатиле со ова тематика. А тие се, на прво место, хомеролозите. Бидејќи Хомер ја напиша Илијада и Одисеј. Врз основа на тие две книги искочи литературниот грчки јазик. Но 80% денес, луѓето што работат на таа проблематика, тврдат дека нема врска со древно грчкиот јазик што го доведува некаде од зад Мезопотамија, денешен Ирак, во последниот милениум, бидејќи на нив им требаше тие заедно со финикиите беа истеснувани од арапите, така и тука дојде до пријателство со нив, така тие со примањето на нашата цивилизација, тоест на венецката цивилизација, а подвлечено древно македонска, зашто викам подвлечено? Затоа што се започнува на Олимп и се завршува на Олимп. Тоест епицентар на таа древна цивилизација беше Македонија. Кој успеал, се разбира, да прочита нешто барам од моите книги, ќе видите дека јас не се занимавам со рекла кажала, рекол кажал, бидејќи такви книги има со кошеви, така, за мене јас ги нареков кош за отпадоци, така, јас се занимавам со пишаниот или на некој начин зачувам збор. Мене ме чуди, например, зошто грците да не знаат што значи Атики или Виотија. Тоа се две области на Пелопонес. Зошто да не знаат старите грци?
и новите сега туку да пишуват во своите речници дека тоа се остатоци од племињата кои живееле тука, без да го постават прашањето кои беа тие племиња, така, и дали имаат нешто слично со денешниот македонски јазик или со старо македонскиот, и многу добро знаете вие дека третата наша цивилизација, тоа беше цивилизацијата на Кирил и Методи, која се опаѓа со Самуиловото царство. Вчера имаше еден тука од Пиринска Македонија, ми рече дека Василий II бил македонец. Јас само го исправив, реков дека е псевдомакедонец, така, а псевдо значи лажовен. Требаше да измислат грците македонец, бидејќи во времето на нивната империја, што им ја подарија де факто римјаните, арбетот нам ни го скршија римјаните, а не грците. Потоа, грците се нарекоа самите римјани, ромеи. До денес тоа име постои. Така. Покасно дојде Хеленин, па светот ни ги вика грци, како тамте за кичирики. Да, нека биде. Затоа што, видите, ние за грците сите бевне варвари. Денес лошиот и тежок збор. Но тоа де факто варварисување, врчење, кога некој зборува нешто и не го разбереш, тоа е варварин за другиот. Мило така. Грците имат фрикативно г и почнаа за сите и латинците и други, така, да ги викат грци. Така, грците не се признават дека тоа име е нивно. Тоа е измислено име. Пелопонес. Почнуваме од најстарите, кај што Зеус се ги миел нозете од Орим, така, во коритото на Пелопонес, тоа е Коринт. Коринт навистина личи на Коринт, на големо корито. Така. Но Коринт, коренот му е од Кора. Кора. Како што на Атина му е од коренот Ан, кој е заедно со сите оние други корења, како што е Ван, Вен, Вин, Фин. Тоа значи Фин, финикијци, Вен, венети, Вин, винди. И доволно е да ви спомена дека Вин, винди и слави, виден, славен, на германски тоа е синоним. Во втората моја книга реков дека ја обработувам целата топонимија, не штедејќи ја дури и денешната независна државка за која се борат турците, Кипар. Грците викаат дека Кипар тоа е Кипариси, а тоа е високо стројно дрво, што го имаме ние покрај Јадранскиот брег. Така и таму растат многу кипариси. Така, но Кипар не е ништо друго, туку тоа што е и Охрид. Само што Охрид е црвена почва, така, а древномакедонците црвената почва ја викале Охра, а жолтата Кипар. Отворите кој сакате древен речник, ќе видите дека Кипар значи жолто-бледа почва. Значи, давам не еден, не два. И за едно чудо, мене ме навајкоа тука дека сум венетолог, а венетолог ништо друго не значи, туку древен македонист. Може би се во право, јас никогаш
тоа не го напиша. Но неколку вестници, списања, така ми оставија еден таков епитет, венетолог. Чесија. Еден дури Вангел, овој протектор од филолошки факултет, рече дека оставете ги тие, тоа е школа на Белчев. И навистина, тука јас бев онај иницијаторот за оваа тематика, која е тематика што целиот свет денес со неа има што да каже, така, бидејќи грците некако почна да им откажуват на американците и од тука почна се. И филмот што го дава пред еден месец снимен во Америка на нашите екрани, два пати го повторија, стана еден од американците, професори, и вика: колеги, колку и да сакаме да ги браниме ние старите грци, но тие имат толку арапизми во својот јазик, што не можат да бидат европејци. Како стои тоа, ова совпаѓање во мојата трилогија? Јас дури го определувам и местото од кај тргна. Тоа е денешен Ирак, зад Мезопотамија. Видите, и кај да отворите Мезопотамија, така, Мезопотамија тоа значи меѓу оточие. Немат грците свој термин ни за она што се вика етнос, нација. А еден французин последно напише цела една книга, се разбира под латен, на време, богатите веднаш ја грабнаа таа книга ја превела, така етнологијата, етногенезата на Европа. Се извинувам, се слуши грло. Инако не сум пијаница, никогаш не. Ја да ми се извини. Вели дека етнос тоа е грчки збор. И навистина, отворите, од етнос ќе најдете низа извадоци, може би повеќе од 20 или 30, така, од тука етнологија, етногенеза, етно, така. И најнакрај дава дека тоа е сувокупност на едно единство, така, кое го сочинува етносот. Тоа е нација. Так. Марксистите 5 елементи става, а другите ги повторува само некако марксистичка филозофија, туку како филозофија на едно време. А етнос, тоа е навистина македонски збор. Тоа е етнос. Единство. Позвајме вика во грчкиот јазик од варварите што ја напуштиле. Тие никогаш не ја напуштиле, ако ја напуштаа земјата, таа ќе имаше грчка топонимија. Целата Грција е послана со, денеш би ја рекле, така, со древно македонска топонимија. Бидејќи царството на Зеус, а тоа е синот на Крон, така, единствен кој се спаси во Крит, и бидејќи се спаси во Крит, а тамо кралот исто така се викаше Крит, така, тој го спасува него, така и кога порасти, ги ослободува тресејќи го таткот, својот татко Крон, тресејќи ги своите браќа и сестри, како што се Посеидон, поседувач на дното, на морското дно, така, како што е, да речеме, Аид или Хат, или, ако сакате, уште и Ариса, да. Но тоа е грчка работа. Тие испрекуткале се и ние многу, премногу имаме такви зборови. Тие за да создадат свој јазик, мислејќи дека ако извршат метатеза, така,
ако левиот слог го стават на десната страна и десниот слог на левата страна, тоа е нов нивен збор. Ете колку били наивни. И во мојата работа, верувале или не, во мојата работа, кога ја испитував јас топонимијата, врз основа на сите досега што рекле нешто за топонимијата, која ја сметат дека е словенска, а со оваа тема бев поканет и во Хале, во Германија, и викам, ќе се разбериме. Така. Вие тврдите дека тоа е словенска топонимија, бидејќи словените дошли на Балканот, прифатена теоријата, така, на Константин Порфирогенет. Човекот што направи сета ова збрка во историјата, така, и бидејќи светот не ги сакаше македонците, од една рака луѓе стигнаа во Индија, направија голема Македонија, сега се плашат како гледате од Русија, така, а го сакаме или не, ние зборуваме на еден од тие диалекти. Тоест, од диалектите на нашите прататковци. Тука е венецкиот, финикијскиот, пелазгискиот, етрускиот. Ќе ви кажам како вице ова. Го имавме пред неколку време, пред един месец, покането, и сега го има покането да дојде тука италијанскиот конзул, бидејќи знае македонски, така, ја му викам дека ние сме браќа луѓе. Зошто? Затоа што викам во вашата земја прво беа етруците, па потоа по Тројанската војна дојдоа венетите, ги водеше Енеј, а Енеј е син на Афродита, така, а Афродита кај нив се вика Венета, односно Венера, така, тоа е Венета, видите, тие си ги прилагодувале. Вие викаме, имате религијата, политизмот ваш, ништо друго, ништо ново, освен превод на боговите од гората Олимп, или поточно на она што можеле нашите предци да остават, или што успеале грците да запишат како свое, или другото се разбира да го уништат. Но тука се наедно и текстови цели имаме. Да, треба да заснем. Океј, думам во вака материјал понуди за Подборот. Роден Барбурко. имате можност да се постават прашања и за да мислам дека доволно материјал понуди професорот Билчев, секој да го каже своето, па потоа да можеме да поразговараме. Сега ви замолам некој дали има некој астон уште му треба на господинот Василев. Сега, не е згодно од грб, а јас не сакам да прашам, а сакам само накратко нешто да кажам. Може ли? Тука ќе застана. Затоа што нема потреба. Подолго време читам и препрочитувам тоа што 38 години предавав на матурантите филозофија погрешно. Дека постои грчка филозофија, грчка мудрост и не знам што. Кога се пензионирав и почнав да ги земам баш грчките извори, па земав од почнувајќи редом да ги препрочитувам делата на Аристотел, на Платон и останалите, видов дека грците во 5 век, кога биле во цветот на својата држава, за времето на Перикле констатирале дека нема филозоф. Ниеден филозоф не е грк. И тогаш го фатило него паника. Каква држава, каква култура, без филозофија, ништо не правиме. Одете, собирајте ги. По малоазискиот брег и насекаде. И така, создале кон крајот на 5 век, така
така наречена грчка филозофија. Го присвоиле. Питагора е пеласк, македонец. Неговата секта, заедно со други македонски секти, долго владееле и по неговата смрт. Кога дошле тираните на островите, македонците морале да побегнат, дошле преку Тракија, преку Македонија, Сиракуза, Таран, и тамо грците го убиле не само Питагора, туку и 40 негови ученици, зашто не се сложувала нивната филозофија, нивните секти со погледите и сваќањата на атинските тирани и атинските војсководачи и така натаму. Не само тоа што ги собрале филозофите, ами ги испотепале. Така Емпедокле, претходно сакам само да кажам дека најголемиот број од филозофите се кралеви. Питагора е кралско потекло и он затоа и се занимава со семирот, со бројките, не сакајќи да се соочи со така наречената демократија на грците. Емпедокле носел црвен плашт како знак, како одлика на неговото кралство. И грците го фрлиле во Етна, зашто се представувал како божество. Македонските кралеви се прво свештеници, тие ја носеле не само власта, династијата, тие ја носеле писменоста, тие ја носеле и религијата и митологијата и така натаму. И сите филозофи го носат тоа обележје. Емпедокле, бидејќи имал кралско потекло, го фрлиле во Етна да видат дали како Бог жив ке испари. Потоа го убиле Сократ, али трагична е и смртта на Протагора. Протагора, Анаксагора, тие потекнуваат од бреговите во близина на Пела. Тука е Стагира, тука е Абдера, Милет, Хефес и така натаму. Протагора рекол, пошто Атина вовела, како што вовела лажни филозофи од сите места собрани и лажни богови. И он рекол за вашите богови не можам да кажам ни дали постоеле, ни дали не. Го пратиле во една трошна во бурно време ладја, издупчена и тој се удавил. Го убиле и Протагора, а уште повеќе зашто софистите ги предводел и станал видна личност, доден од исто така сограѓанин на Демокрит. Убиле уште много филозофи, али најтрагичното е што го убиле Аристотела. Аристотел, кога почина Александар Македонски, истата година се пожали на Кукута. Тоа е класичното тровење што во Атина постоело. Добил грчеви во стомахот и ненадејно отишол. Тоа е рака, а самиот кажал: морам да бегам од Атина, зашто уште еднаш грците ќе се огрешат како што го убија Сократа. Да не ме убијат мене и на исти начин ја убијан и Аристотел. Сега малку сакам да кажам, има уште многу филозофи што не ги спомнав, меѓутоа е точно дека биле повикани и кога виделе дека Грција не е тоа што е нивната идеологија, нивната мудрост, нивната филозофија, почнале да ги тамат еден по еден. Извинувам, чии се тие филозофи? Македонски са? Македонци. Македонци, сите дојдени. Еве само ќе ви кажам. Воопшто не може да биде грчки филозоф, зашто? Неговиот татко Никола, неговиот дедо, прадедо, линија преку Хипократ до Асклепио. Божество бел, тој е Аполон или Асклепио, тоа се заштитата на македонската медицина. Како можел Филип да освојува, не Балкан, не. Како можел Александар да освојува континенти без да има наука, без да има медицина, како можел да ги лечи своите војници, ранети ги останали. Не само Аристотел го подучувал ученикот, измислица ја се наспишува во Пулс, дека Платон и Аристотел не се виделе во животот. Материалистичката, космолошката линија ја водат македонските филозофи, али го подучувал Аристотел, го подучувал Александра, а го учел и во медицина. После секоја битка седнувал кралот
еден по еден ги викал и ги прашувал, да ја видам твојата рана, сам ги лечел. Али што е најинтересно, податоци што не се пишуваат, не се прокламираат. Хипократ, чувениот грчки лекар и татко на медицината на Европа е македонец. Тој живеел и бил личен лекар на Аминта. Синот на Хипократ е личен другар на Филипа и го следел Александра до Индија и назад. Не само што оделе лекарите, туку таа големина, синтезата и систематизацијата на целокупното научно сознание, филозофско и религиозно све, тоа го направил во тие 4 групи на списи Аристотел. Кога тоа го направил, не може никогаш тоа да го направи без една кралска помош, без еден музеум на 14 километри од Пела, каде што бил прв универзитет по медицина во светот. Иако на плочките во Нивева откриени се податоци за лекарите, грците, превземајќи ги, и ако тие не се откриеја, истите тие податоци ги припишуваат на Хипократ како на свој лекар. И вика дека тој давал прогноза, а не диагноза во своето лечење и напишал безброј тие книги. Тие книги не му припаѓаат само на Хипократ, ами на целата медицинска школа во македонската традиција, во македонската писменост. Како што на Аристотел не му припаѓа целата таа филозофија, туку на сите негови ученици што вршеле систематизација, и најголема заслуга е на Александар, зашто кога Александар тргнал, таа жива патувачка лабораторија, може би таа прва наука, тоа е Академија на науките во светот, тргнала пеши да го освоила светот. Тука биле агрономи, тука биле инженери, граделе мостови, правеле оружје, тука биле математичари, пресметувале, тука биле оние кои што го мереле патот, висините, ја изменил географската слика на светот. Али најмногу што допринел секој минерал, секој елемент, секој животно, секоја билка по брзата врска на царскиот пат. А кој е тој царски пат? Ќе ми кажат Вија Игнација. Тој е царски пат, царски препати, царска водица, царски дворови. Преполна е Македонија со тие термини. Од Драч од Вавилонија идел преку Пела, преку Стоби, преку Хисвена, преку Стубера, преку идел и ги поврзувал македонските престолнини. Зашто? Кралевите 38 династички наследни ги обединувале македонските кралства, како што тоа било исто така на исток. Од Нивева, па Троја, па Сузи, па Персепол, тој пак го изградил Кир и држел стална врска со македонската династија, се борел со грците во Атина. Додека тие градови племена се раскарували, се тепале, македонските кралеви дернеле и го дочекале времето на Филипа и настапиле. Ја покориле Грција, никако држава, никако народ, не можела да постои, само еден кралски народ можел да има и академии, и наука, и филозофија, и се тоа што останало во едно културно наследство на Европа, но не од Грција, туку од Македонија. Ако не се лажам, полни 5 години, може малку и повеќе, те наговарам овие работи да ги подредиш и да ги дадеш во едно прво книжуле, потоа книга. Да ви молам. Професор ќе пред ова публика тука да апологизирате. Зошто не сакате да го напишете тоа што го кажавте тука?
Моите знаења се многу големи, имам многу големо искуство и познавања. Меѓутоа, јас сум професор. 38 години по 45 минути ја предавам филозофијата. И се во мојата глава. Не знам да куцам на машина. Мојата мисла оди многу побрзо, ми треба помош. Некој да ме слушни, да го сними и да го објави. Тоа е причина. Сама рече дека целиот твој живот, се што си предавала, се наопаку. Појаците викат до буре ногами. Ама сега треба да се исправи. Сега, точно ни го кажете тука, така, збогатено, така, оформи го, брате, и дай било која издавачка приватна, може, јас не верувам некоја другите куќи, до сега имаме толку този куќи. Кажам дека повеќината од излагачите вечера лично ги познавам и сум имал прилика да дискутирам за овие прашања. Но оваа прилика би сакал да поставам неколку прашања на господинот Алексовски, бидејќи тој се бави со една материја која е во непосредна врска со археолозите, а јас сум археолог, и бидејќи цели другото спомна и еден објект на кој што јас сум работел. Најнапред ме интересира. Мислам дека слушате, јас не сакам така да се експонирам, дека тоа да ме гледаат многу. Најнапред ме интересира колку од оние 100.000, ако не си сулутна погрешно, 100.000 знакови пронајдени на територијата на Република Северна Македонија се објавени кај нас. Ова го прашувам не случајно. Ние имавме прилика и досега, на неколку пати, барем јас сум бил присутен, кога господинот Алексовски излагал на иста тема. Меѓутоа, од тој силен корпус на наоди, би рекол, многу малку сум имал прилика да видам. На фотографија, на слайд, објавен и така натаму. Мислам дека за македонската јавност, за македонските научни работи, е многу битно да имаат увид врз тие документи, за да можат и самите да размислуваат малку подлабоко, малку пошироко и, што е уште поважно, интердисциплинарно. Ме зачудува лично, немојте да ми замерите, но лично не сум убеден во датациите кои што се дадени, затоа што не се проследени со доказен материјал. Науката не може да се базира врз податоци изнесени вака на јавна трибина, без да се има конкретен увид во доказниот материјал. А доказниот материјал е приложен археолошки материјал, карактер на објект или локалитет каде што се најдени тие знакови и така. Велам знакови, затоа што и самиот не сум убеден, не знам дали ќе се сложите со тоа, дека самиот термин карпеста уметност може би и не е најсооден. Може би треба да најдеме некој друг. Тоа е преведен, преземен, странски израз, нели, буквално преведен, и мислам дека не е најадекватен, бидејќи уметноста како уметност по дефиниција подразбира нешто друго, а ние тука имаме работа и со пишан материјал, со лингвистички материјал и така натаму и така натаму. Тоа е она прво прашање, колку има кај нас објавено од тоа, и второ, може би веќе и го спомнав, колку од тој материјал е проучуван интердисциплинарно.
што подразбира ангажирање на лингвист, археолог и така натаму, документатори од различни видови и се тоа. Ако ми дозволите уште нешто. Господинот Алексовски го спомна тука локалитетот кај Кнежие, тој градиште Кнежие или Славков дол Кнежие, 4 километри југозападно од Свети Никола. По Господова волја, веројатно, јас се најдов таму да истражувам тој локалитет и јас го открив тој објект, каде што на два блока од објектот се врежани оние букви, не знаеме што уште значат, тоа се сигнатури, 3 букви исти во 2 блока. Кер, пишува Кер, последната буква, графијата на последната буква е многу интересна, тоа е она латинското Р. А знаеме дека објектот не е во римско време граден, туку многу пред римјаните да ги освојуваат нашите краишта. Не ми е јасно што сакаше да каже господинот Алексовски, јас се надам дека ќе ми појасни околу тие букви и воопшто зошто го спомна тој локалитет. Иначе објектот е објавен, интерпретацијата, односно датацијата и на надписот го дадов јас, благодарејќи на бројни аналогии по Медитеранот. Тој датира негде од средината на 6 век пред нашата ера, па до крајот на последните децени на 5 век. Ето, тоа е датацијата, мојата датација е третата четвртина од 5 век пред нашата ера, бидејќи ниту имало можности да биде пред тоа изграден објектот, ниту имало можности подоцна да биде изграден објект. Значи, тие 3 прашања. Дали и колку е објавено кај нас, колку е интердисциплинарно изучувана таа материја и трето околу самиот овој објект. Јас прво благодарам на поставеното прашање во интерес за уште едно појаснување што значи карпесата уметност на територијата на Република Македонија. На првото прашање колку е објавено на територијата на Република Македонија, освен периодите 500, друго ништо, сето друго е објавено во билтенот на Светската федерација. Тоа е доставено и до Завод за архивски споменици и до Министерството за култура, сега оно што го објавено. Објавено е за откритијата во Трновец, заедно со председателот на Светската федерација, го објавивме во билтенот Рока во Австралија. Тоа е околу објавувањето на материјалите, се подготвуваат 2 книги. Како ја открил карпеста уметност во Македонија и нејзината презентација во Македонија и во светот, кај што ќе биде подпишени целата голгота на Центарот за карпеста уметност и каде што ќе се види колку беше силен отпорот во Македонија и напорот да се прекине работата на Центарот за карпеста уметност, а јас како научен истражувач еднаш за секогаш да бида оневозможен да излезам на терен, иако јас им кажам јасно: Господо, немате таква моќ и сила да прекинете една таква силна и благородна акција, бидејќи нашата желба за да завршува овој благороден проект се граничи со верски фанатизам и дека во нас воскресна силата и младоста на античките македонци и сите на плејада на херои во минатото територијата на Република Македонија и сите морате да се соочите со поразот, како што на времето се соочил персијецот Дари против од Александар III Македонски. И на вистина Центарот за карпеста уметност е она гигант во македонски и светски рамки. Понатаму година поред да одговориме на прашањето. Тоа е, значи, 2 книги се подготвуваат за објавување. Втората ќе има околу 1000 страници, преку 800 фотографии во боја и графичка представа со рецензија на најголемите еминентни стручњаци од карпеста уметност во светот, меѓу кои 2 поранешни председатели на Светската федерација. Американецот Бивер и италијанецот
Дарио Седе, кој беше на наша територија во Македонија, ја отвори изложбата, господата повикани научни работници, голем број, ја бойкотира изложбата во Скопје, не дојдоа на отварането на изложбата, да се соочат да видат што светот мисли за македонската картписна уметност, што нашите научни работници мислят за картписна уметност, што почитуваниот Четен Гроздова рече, Господа, во почетокот македонската наука беше конзервативна, не сакајќи да ги навреди колегите дека нема конзервативна наука, него има само конзервативни научни и културни работници. Значи, за научна работност најважната дейност е тоа, се очекува тие две книги, интензивно се работи, за интердисциплинарноста, да кажеме, ние знаеме дека тоа е интердисциплинарно. Затоа се подготвивме екипа. Интердисциплинарно. Каде има археолози, етнолози, каде што има историчари на уметност, рударски инженери. Зошто? Рударските инженери ја испитуваат составот на карпата, нивната ерозивност, старост, едно, друго, многу не е корист. Екипата е интердисциплинарна, голема. Што се однесува за тоа околу работата, само да кажам дека кога господата археолози видоа, прво ни забележија дека немаме екип, дека сме сами, кога ние се комплектиравме, ако не се ќавам дека вие работите за ваша спомнец, ето, кога седовме најдобрите цветовите на македонската археологија, кој целата елита застана зад нас. Последен напор вложи Заводот за заштита на споменици на културата, каде дословно им рече, Господо, или ќе си седите дома, или ќе се откажете од учество на проектот во работа за доктор Душко Лесовски. И тие телефонски ми кажа се што се случило, а мора по писмен пат да кажат банални работи. Дома имаме работа, на работа сме зафатени и од тие причини сакаме да не замените. Јас едно многу остро писмо пат од Републичкиот завод за заштита на споменици на културата за бруталниот однос што тие го направиат на нашите членови и ги лишија од задоволството да знаат што е картписна уметност и што е срцето на македонската култура, на македонската нација и наука. И дека тие луѓе се осакатени, не им се овозможи на правот на третиот милениум да застанат во очи со вистината за Македонија. Тоа е една катастрофа. Ние веднаш најдовме замена и со археолози, и со етнолози. Само односот е катастрофален. Тие немат господата храброст да излезат пред мене во очи ми кажат, или веќе ја прекинаа таа борба, таа груба, со подметнување на судски расправи, со тужење, со судски монтирани процеси, па накалебија дека тара злато, копа по градот, па копа нови гробови под завите им злави. Тоа се грозоти што вие ќе ги читате во книгите, драги мои пријатели македонци. Тоа мора, и рековме дека ќе престане бегањето од безумието и од оние што се неспособни, и дека македонците тука ќе останат затворат и нема да бегат од своите простори. Ние го издржавме најтешкото и за нас остана сега веќе чист простор пред нас. Понатаму да одиме поред по односот на институцијата кажавме, за интердисциплинарноста кажавме, остана за кнежи, локалитетот. Рековме дека се сложи со датирање. Според оние букви да појасним. Буквите не ги датираме во средината на првиот милениум. Зошто? Според палеографијата, тие се месапијски букви, месапијско писмо, кое се точно се знае по векови како изгледало. По Аркел, сите тие букви постоеле во македонската транскрипција. Ако го земеме историјата на писменоста, и од Вигат, и од Феврие, таму точно ќе го видиме тоа Р латиница, што значи дека
да ги изгубиме илузиите, тоа не е латинично Р, тоа е македонско Р, можете да се уверите, ако посетите Центарот за картестомерност, каде Нема потреба да се уверуваме, станува збор за убедување. Хронологијата е таква што и секој и на дете ќе му биде јасно дека не може да биде тоа Р римско, пред се тоа не е римско, римјаните го Точно дека не е преземат. римско, точно дека не е римско. Римјаните го преземат. Да. Го користеле хелените, да не речем грците, тоа денешен термин, го преземат хелените, го користеле многу. Добро. И сите хеленски колонии на Сицилија и во Јужна Италија го користат. Без оглед дали се јонски, дали се дорски или се ахајски. Бидејќи има и една ахајска колонија таму, нели? На која што? Тоа се истражувани локалитети, големи градови, кои што даде многу материјали на разни наводи, керамични, бронзени, така натаму, се наоѓани текстови испишани, каде што може да се видат тие букви. Римјаните едноставно го преземаат. И тоа е јасно. Ја затоа прашам, во кој контекст сега се спомнува ова, бидејќи хронологијата е јасна. Само во тој контекст, дека, да речеме, во контекст дека кога римското писмо, се уште Рим ги удират темелите, на територијата на Република Македонија се има развиено писмо. Меѓу другите букви, што се среќават на овие простори, е тоа Р. Тоа е веќе друго. Сега сте појасни. Што значи дека одговорим на сите ваши прашања. Јас се благодарам на прашањето, да знаете да одговорите. Само момент. Само ја да го прашам, немам